Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ. Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Му упатувал навредливи зборови. Глупав, ретардиран, го буткал, му поставувал сопки и му го шутирал ранецот. Му префрлал и го провоцирал. Ученик со попреченост бил индиректно дискриминиран во основното училиште Ѓурѓи Апулевски во Скопје. Ова го утврди Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. На крајот на 2024 година, во паралелка од 6-то оделение, бил префрлен ученик кој во претходниот клас бил жртва на насилство. Во новиот клас тој стана насилник. На дете со потешкотии во учењето и со потешкотии во изразувањето. Сето тоа кулминирало кога му удрил и шлаканица и настанала физичка конфронтација меѓу двете деца во ходникот во училиштето. Малтретираното дете возвратно му го скршило телефонот на соученикот и го гризнало. Мајката на малтретираното дете пријавила во училиштето, но оттаму не реагирале. Се додека сини не му го скршил мобилниот на тој што го малтретирал. Па тогаш на двајцата им била дадена мерка усна опомена. Повеќе за овој случај прочитајте од Мирослава Симоновска на Слободен печат. Арберн Таравари ги почна подготовките за престојните избори. Крилото на Алијанса за албанците што го предводи Таравари го отворија првиот изборен штаб во Гостивар, а наскоро ќе ги представат и во останатите општини. Алијанса за албанците не ја промени одлуката на локалните избори да оди со свој советнички листи и кандидати за градоначалници, што пак не е прифатливо за вреди, бидејќи Таравари не ја исклучува можноста од изборна соработка со ДУИ. Ахмети, ексклузивно за Слободен печат, потврди дека имал 3 средби со Таравари. Каква била соработка меѓу Таравари и Ахмети е неприфатлива и за премиерот Мицкоски. Прочитајте повеќе од Мариела Трајковска на Слободен печат. А министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија и на државите кандидати и потенцијални кандидати за членство во Унијата денеска ќе ручаат заедно во Варшава. На оваа неформална средба ќе присуствува и Тимчо Муцунски. Во рамки на престојот во Полска, Муцунски ќе ја посети меморијалната поставка во некогашниот нацистички логор Треблинка и ќе положи цвеќе на споменобележјето на депортираните македонски евреи. Неформалните состаноци на Советот за надворешни работи, уште познати како гимних формат, се собери на кои министрите не носат никакви формални одлуки, туку само дискутираат и разменуваат мислења за иницијативи и одредени теми од нивната надлежност. Состаноците во овој формат се одржуваат редовно од 1974 година, со цел да се овозможи неформална и отворена дискусија меѓу министрите за стратешки прашања. Од Скопската редакција, една поинаква тема. Интимните активности во становите за краток престој низ Скопје ги оставаат соседите без сон. Граѓаните од сите населбини Скопје што живеат во згради се жалат дека имаат сериозни проблеми поради соседите што ги изнаемуваат становите во кои не живеат за краток престој, односно за по неколку часови или за ноќ. Велат дека поради бучните интимни активности од соседните станови остануваат без сон, дека среде ноќ ги преместуваат децата во собите што се подалеку од онаа со која ги дели заеднички зид со станот што се изнаемува за таква намера, затоа што едноставно не знаат како да им објаснат какви се тие звуци што ги слушаат. Станарите реагирале и кај управителот за овој проблем, но оттаму ги препратиле во полиција. Што се случило понатаму, дознаете од Анита Стојковска на нашиот сајт. 181 студент остана без студентски оброк поради користење на семејна пензија. Министерката за образование и наука Весна Јаневска вети дека во најкраток рок ќе биде надминат проблемот на студентите на кои овој месец им било прекинато правото на субвенциониран студентски оброк затоа што примаат семејна пензија поради починат родител. Македонски родители вадат лажни белешки за вакцинација во Петрич, за да си ги запишат децата на училиште. Со наводно примени петвовалентни вакцини и прва доза на вакцината МРП во бугарскиот град Петрич,
Родители бараат од диспензерите во државата потврди за да ги запишат децата во училиште. Самите медицински белешки, од кои повеќето се напишани на обичен лист хартија, имале само датум на аплицирање на вакцината, без задолжителниот серијски број и лот, што предизвикало сомнеш кај лекари кои работат во вакциналните пунктови. Сите такви белешки биле од иста докторка за вакцинирање од Петрич. Според информациите на СИДЕЛ, здравствени работници веќе провериле во регионалната здравствена инспекцијска служба во Бугарија и добиле одговор дека кај посочената докторка, освен незините матични пациенти, нема евидентирано други деца, конкретно од Македонија, кои биле вакцинирани. Ова се случува во период кога податоците покажуваат намален опфат на вакцинирање со МРП и поразителни податоци за бројот на вакцинирани деца во урбаните средини. Сакате да станете занаидчија? Ви откриваме место кое што треба да го посетите. Занаидчиската комора на Македонија денеска во реновираните простории на местната заедница во општина Газибова ќе го промовира тренинг центарот наменет за едукација за занаидчиите. Тренинг центарот е појдовна точка за јакнење на занаидчискиот сектор, простор каде што ќе се одвива практична едукација наменета за млади лица и жени од локалната средина. Најавуваат од таму. Како што и се очекуваше, црн чад од Систинската капела. По првото гласање не беше избран новиот папа. Најголемата конклава во историјата на католичката црква треба да продолжи денеска, кога би можеле да се одржат 4 круга на гласање. За избор на папа е потребно двотретинско мнозинство или 89 гласови. Кога од оџакот се појавува белчат, тоа е сигнал дека е избран нов црковен водач. Рекордни 133 кардинали од 70 земји учествуваат во тајното гласање. Русија не бомбардираше и покрај тридневниот прекин на огнот. И покрај едностраното примирие, објавено од рускиот претседател Владимир Путин. Во Украина се случуваат нови бомбардирања, јавуваат тамошните медиуми. Тридневното еднострано примирие прогласено од Москва стапи на сила веднаш по полноќ според руските медиуми. Путин го објави примирието за да се совпадне со годишните прослави на денот на победата во Русија на 9 мај, кои го одбележуваат крајот на Втората светска војна во Европа. Украина го отфрли потегот како символичен и заедно со Соединетите американски држави продолжуваат да повикуваат на минимално 30-дневно примирие. Во меѓувреме, предупредувања за дронови и напади беа пријавени рано утрово и во регионот Липцек во западна Русија. ЈСП Скопје и годинава ќе пушти 2 автобуски линии со кои граѓаните ќе можат да стигнат до сајмот на книга што ќе се одржува во спортската сала Борис Трајковски. Од денеска па се до 14 мај во редовниот линиски превоз ќе бидат вклучени линиите 100 и 200, при што едната ќе поаѓа од Ново Лисиче, а другата од Дексион. Билетите за превоз за овие автобуси ќе чинат како и на останатите градски линии. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков ќе присуствува и ќе се обрати на отворањето на 37-то издание на сајмот на книгата под мотото Храна за душа. И една убава вест за крај. Голямо количество отфрлено цвеќе, меѓу кои стотина орхидеи, биле фрлени во контејнери за отпад во скопската населба Аеродром. Велат активистите од граѓанските иницијативи за намалување на прекумерното трошење и расфрлањето. На 2 локации во населбата. Во контејнери биле полни со цвеќе, а дел од него активистите го спасиле и го пресадиле, па му дале нов живот. Девојка алармирала во групата на платформата Yes for Less и од тука активистите ги ставиле на куп сите цвеќиња, се здружиле и направиле убаво миризливо дело. Легендарниот македонски коментатор и спортски новинар Атанас Костовски е гостин во подкастот Митови и факти. Гледајте ја вечерва на YouTube каналот на Слободен печат со почеток во 20 часот новата епизода на Митови и факти. Да се вклучи камерата кога треба, не да се гледа лево и десно, него низ. А тоа беше камера на навивање.
Па потоа производството многу тешко, многу време. Треба да се развие филмот. Па треба да се монтира. Се монтираше со жилец, се гребеше лентата, па се лепеше со ацетон, после со селотейп и така натаму. Па, Бога ми, голот лесно паѓа, ама додека го види телевизискиот гледач, многу време треба да помине.